Добро, мене ми е исто така чест и задоволство што денеска и како Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство сме дел од организацијата заеднички со Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации ФАО, заеднички со Општината Карпош, заеднички со Министерството за образование, со UNDP, со Slow Food водно, со Ајде Македонија. И ова е еден многу добар концепт каде што навистина преку вакви локални настани може да ја потенцираме важноста на одредени вредности во општеството. 815 милиони луѓе во светот се на граница на неисхранетост, а светот произведува доволно храна и производството на храна е една од главните теми со кои што навистина сите ние се занимаваме. Особено тоа е предмет на работа на Министерството кое што го водам и затоа силно ќе ги поддржуваме сите настани преку кои што ја зголемуваме јавната свест за вака битни теми. Особено кога станува збор тоа за децата, за да од деца, од најмали, навистина се научат на овие убави навики и практики преку кои што навистина може да го промениме светот. Децата може да бидат амбасадори на сите овие политики на кои што генерално како влада даваме силен акцент и поддршка. Министерството за земјоделство заеднички со ФАО, со Организацијата за храна и земјоделство на Обединети нации, оваа година навистина ја зголемивме нашата соработка. Ако минатата година не ни беа платени чланарините кон оваа меѓународна организација, оваа година владата даде силен акцент на сите овие меѓународни политики и меѓународната соработка. И тоа се враќа со една силна поддршка на ФАО кон многу нови проекти во државата. Ова е година во која што ја склучивме и новата 3-годишна програма за поддршка на ФАО на Министерството и на политиките на владата и верувам дека и овој и многу други вакви настани навистина ќе бидат целосно поддржани од овие наши меѓународни пријатели. Заедно со Министерството за образование на ниво на влада ќе иницираме вакви училишни, вакви еколошки градини, навистина како што тоа денес во општина Карпош која што е лидер во тој дел, ќе ги примениме не само во ова училиште, за кое што честитаме на менаџментот и на посветеноста на директорката, на целиот тим, на градоначалникот, кој што дава поддршка на сите овие идеи, но тоа да прерасне, ако можеме тоа во Карпош, ако може во Скопје, вакви земјоделски, вакви еколошки, вакви градини за производство на храна навистина не се потребни насекаде во државата, особено во училиштата, каде што тоа ќе биде импулс плюс во делот на едукацијата, во делот на информираноста и во делот на здравите навики кои што ни се потребни на децата да се градат од мали нозе. Затоа благодарност до сите за целокупната вклученост и за менаџментот на еден ваков процес кој што сите заеднички направивме да биде видлив за целата држава, а преку тоа и да овие политики ги продолжиме и надвор од Карпош и надвор од Скопје.